Ова беше црквата посветена на Свети Лазар. Патиме авионо и си одиме за дома. За почеток, за доручек. Малку овошје и овошјен јогурт. Ево мојот доручек. Само што доручкувавме сега и едно утринско кафенце после доручек, пошто кафе не пијам наглавно. А сега ќе се напиме на кафенце да ми легне така с душичка и после одиме на плажа. Кажи нешто? Пара да ја запали. Как се пали, мама? И кај си? Кај се пали, кажи? Тука? Дојдовме сега на интересна плажа тука што е позната во овој крај, се вика Ниси Бич. Ајде да видиме тука да се представиме, да видиме каква е. Леле мирисот на море. Колку хубав мирис. Песокот е многу интересно, како брашно е, многу мека е. До овој остров што веќе Ниси Бич да се дојди, има како патека, кој има плима и осека, кој ќе дојди плимата фактички, се оди низ вода, а ако ќе осеката, се поминува по сув пат, да речем, како по плажата.
вреди да се дојде до островчево, многу тишина, мирно. По крајот ако застанеш неќе што не понема луѓе, ќе што понема туристи, многу убаво за уживање. Како пример, јас тука што сум застанат малку настрана. Многу убав поглед има, слушаш браној од водата и чатпат некој грк, ќе ти кажеш ти зборни нешто. Многу убав поглед стварно, многу убава клима. Моментално температурата е, мислам дека околу 25 до 28 степени, што мене идеална ми е таа температура, нече многу жешко. И мислам дека е топ време денеска и општо кога сме дојдени тука на одмор, времево е идеално. Од време на време знае да задува некој поладен ветер, ама не е некој проблем голем. Сега ноќите се многу поладни. Градот како град, Аја Напа е, не знам, измислено место. Доста сум бил по туристички места, што се по крај море, како Аја Напа до сега немам сретнато. Многу бо место, многу живо место, многу ба инфраструктура, многу е развијано и допрва се града некои нови делови, али тоа што е изградено е бомбона. Интересно е што гледам некако го тера како на мексикански стил, како на американски стил, нешто мене така ми заликува, како да се покрај неде покрај Калифорнија, Брего, по тие места како што се градбите, така и тука нешто слично е. Дали мене ми личи или таа е намерата, не знам. Друга работа што по ресторани ве приметив, интересно, има како играчки, како скулптури од животни, од крави, од не знам некои други така животни. И тоа не знам која му е пример целта, ако зашо е тоа така пример. Сигурно има некоја позадина затоа што ги има во доста ресторани. Тишина, нема никој околу мене и уживам со гледка на морево, природа. Само браној се слуша. Фантастично место. Ко ќе осека до остров, може да дојдеш по сув пат. Не е во вода, пошто сега моментално е на дојде на плимата и мора да одиш низ вода, прилика не длабочината е до колена. На прво влегување е свежичко, ама после се навикнува телото, нели, и можеш слободно се капеш. Малку и интересно е дразба на телото да направиш. Тука вака се поминува и се оди натаму. Сега нели кој ќе осека, тука се намалува нивото на морето и може да одиш по суво, да не одиш низ вода. А сега се оди низ вода, не гледа, до колено отприлика негде водата. Сега правиме една прошетка во шеталиштето во Брего, малце да не фати морски воздух. Денеска цел ден бевне на плажа, цел ден бевне покрај базен и сме доста изморени. И сега сакаме да прошетаме уште малку да се доизмориме и одиме после на вечера и ќе си легнам машки да се наспиам. До савајде. И по ова страна
нема баш плажи кај што е патекава, оти претежно е карпес дел. А има нешто плажи, ама не се баш толку многу убави како на другата страна што се. Единствена работа што многу ме нервира и ми смета овде во Кипар е ветров. Значи скоро постојано има ветер, а посебно во вакви места што се повисочки, ностоп дува ветер и некој знае да биде доста ладен, свеж ветров. Инаку Кипар е остров кој се најдува во јужниот дел од Медитерано и се дели на грчки и на турски дел и е била на времето англиска колонија. Кипар е сега дел од Европската унија, како членка на Европската унија и е развиен многу и познат по туризму. И мислам дека најмногу е познат по туризму затоа што на островите најчесто има дефицит на индустрија, така исто и Кипар. Храна има медитеранска, афричка има храна, дел има азиска храна и има се буквално за сите вкусови има. Се вози од лева страна, воланот од десна страна, исто како во Англија или в државите кои се колонии од времето на Англија. Ние дојдовме од Солун, летавме со авион од Солун до Кипар. Летот прилика траеше негде околу сати 30 минути, сати 40 прилика тука негде. И доста интересен лет, лета скоро цело време на Егејско море и крај вежето на Турција, таму на Анталија, тука вртеше и се гледа многу убави гледки од авионот. Станав денеска малку порано, сега само што станав и сакам да видам дали работи теретана ако отворена малку да повежба. Добро. Отворена. Пред скоро бевме на доручек и сега го напуштаме хотелот и одиме накај Ларнака. Таму имаме друг хотел закажано и вечер спиеме во Ларнака и утре си одиме за Македонија. Хаха, гледаш како снима сите. Ова е Ларнака.
Сега тука дојдовме во Ларнака. Ова е соленото езеро во Ларнака. Еве ова тука. Гледаш, тука има ограда. Е британската база. Почна војната Иран и Израел. Бомбардираја Иран војни бази на НАТО. И една од тие бази што бомбардираја таа. Како беше на 1 и на 2 март. Така беше нешто. И ради тој дрон сите кои кажат дека ќе идеме за Кипар, леле немојте, не одете, таму војна има, падна дрон, бомбардира, бомби, пајџа, не одете. Па еве, 5 дена сме веќе тука, ни бомба, ни авион, ништо, ни дрон. Еве ги другарите. Столе сака да влези во вода. Столе, пробај дали е солено езерото. Ево апартманче во Ларнака што го задовне за една вечер. Очекуваме да е многу крш, ама сме изгрешили зградата, прво не знам да се отвори. Што се снајка, ајде, ајде. Ево апартманчето. Многу, еј. Еј, горе нешто има. Еј, брат. Браво. Ова вечер спиеме во Ларнака. Спиеме во Ларнака затоа што требаше по правило денеска се враќаме за Македонија, ама летот ни го презакаже за утре. И во хотел имаме закажано за до денеска и се најдовме апартман во Ларнака, кај што ќе преспиеме вечерва, а фактички овој тој апартманов. И очекуваме да е многу полош, ама испадна дека е многу добар. Сега малку да одмориме и треба да прошетаме да видиме Ларнака како е и се гледаме негде од прошетка низ градот. Ево мајсторо. Што прежме? Столеј, кај си мори? Тука се најдуваме во замокот во Ларнака, кој е изграден од 12 до 14 век. После го користела Отоманската империја од 16 до 17 век и има внатре некои знаменитости, оружја, панцири, такви оклопни облеки од тоа време тоа што се користело. Ете, на времето изгледа доздово. Пака било заштитено да не се оштетува. Ова ми гледа како да било некој затвор. Овие топките може да ги врзувале на нив и да ги мачале.
Ова е црквата на Свети Лазар. Го носи името на Свети Лазар. Свети Лазар е човек кој во времето на Исус Христос бил починат и после 4 дена од смртта Исус Христос го вратил пак во живот и го пратил тука во Кипар да го шири православието. И после тоа живее уште неколку десетици години, 20-30, не знам точно, и умира и е погребан тука во Кипар. Сега во оваа црква ги има моштите на Свети Лазар. Еве сте сега на аеродром во Ларнака, одиме да го фатиме авионо и си одиме за дома. Тука завршува одморот во Кипар и авантурата во Кипар.